Будењето никогаш не било полесно. Со насмевка, ведрина и звук што се гледа. Добро утро и најво вторник ви посакуваме. Денес 23 јуни, летото полека почнува да ни покажува што уме и знае. Некако денес имам чувство дека е потопло од вообичаено, а гледам дека чувството е взаемно, односно го делат скоро сите овде. Не само внатре и надвор, некако почнува да е многу потопло, непријатно рано по сабајле за функционирање. Ќе биде ли посвежо периодов или тоа е единствено да се навикнеме на овие температури и да тераме напред? Лето како лето знае да биде топло, наша работа е да научиме како да се заштитиме, односно како да се разладиме. Вие сте на фреквенциите на Радио 2 и на првиот програм на македонската телевизија. Ова е најновото издание на Звук што се гледа. Да, добре дојде и добро утро и од мене. Каде и да сте во моментов, верувам дека следниве 30 на минути ќе ви биде забавно со нас. Ако денот ви започнува со кафе, како во мојот случај во моментов, верувам дека ќе уживате во секоја голтка, ми го зема кафето, не е фер. Кога не правиш две? Добро, па веќе испи едно кафе. Не, така ти се чини само. само. Немој, видов со своји очи. Ако сте во автомобил, посакувам исто така добро утро. Ако патувате кон своето работно место, пријатни работни часа, мирен пат секако и помалку црвени семафори. А ако веќе сте на работа, ќе ви честитаме, бидејќи денес сте чекор понапред од сите што уште го одложуваат алармот. А ги има такви многу кои што малку знаат за да си задотнат секако на работа. Но да резимирам, добро утро за сите. Каде и да не слушате утрово, каде и да се наоѓате, за каде и да патувате, да не заборавам дека некој можеби во моментов патува и на одмор. Еј, да. Си тргнале на море? Да, јубаво да си поминате и по пати таму каде што сте тргнале. Ке ви посакувам освен добро утро, ке ве потсетиме дека тука се нашите социјални мрежи Facebook и Instagram. Знаете што треба да направите, се она кој што ве асоцира на утро, сакате да го споделите со нас, а ние со сите вас кои што не гледате или не слушате, го испраќате на Радио 2 МРТ, Facebook, Instagram, што повеќе милувате и ние баш сакаме да го видиме. Вторник, 23 јуни. Веќе одиме во живо и на Facebook и на Instagram. Добро утро и добре ни дојдовте во утринската програма на Радио 2 и МРТ Звук што се гледа. И сега кога е во времето во прашање во времето, денес знаете што не очекува, тоа се спомнуваше, се одложуваше, па се менуваше, ама денес веројатно да, ќе ни се случи она невреме кое што веќе неколку дена се најавува, никако да стигне, ама она што ме радува е дека ќе биде краткотрајно и на два пати, на рати. Така што првиот дожд избегнете го некаде околу 14 часот, а вториот се најавува вечер околу 20 часот. Барем за централното градско подрачје, верувам дека слична ќе биде состојбата и низ другите градови. Како го кажа ова, одбројуваме до невреме, значи, така? Да, скрите се никаде тоа време кога врне, не мора да сме надвор. Требаше и вчера да има малку дожд, заврна, се помачи, ама ништо. Не заврна. Заврна? Вчера? Не видов дека заврна. Јас во аеродром бев некаде околу 14 часот, почна да врне големи капки, но кратко беше тоа. Каква е состојбата? Температурата само ја барам во моментов да видам, бидејќи навистина утрово е премногу спарно, топло. но 24 степени Целзиусови е, например, за разлика од вчера овој период кога имавме 26, но спарината си го прави своето. На тема сообраќај од АМСМ велат дека се вози без проблеми на државните патишта, немаме гужви на граничните премини, нема подолги задржување утрово за влез и за излез од државата, а во Скопје ни е секако раздвижено, критични точки знаете, немаме некои поголеми проблеми каде што има поголеми застои утрово, но ако во моментов нешто се случува во однос на сообраќајот, може да ни пишете Радио 2 МРТ да не информирате до 8:00. А во меѓувреме ќе слушаме Александра Јанов. Утрото ќе промени се и навистина утрото ќе промени се, само дајте му шанс. Добро утро. Добро утро, вие сте со Радио 2. Јасно ми е дека ме гледаш ко трофеј и кај води твоево кафе. Добиваш, земаш, имаш па бегаш, бегаш.
Лесно на мене нам не ја душа. Твоите комплекси нека се срушат, срушат. Ми треба некој да ми затвара рани, да биде покрај мене во утрата ладни. Ми треба некој да ме гуше и смири, да погреши и да ми рече и смири. Утрото ќе промени се. Утрото ќе промени се. Знам дека ноќта пак ќе помине. И тогаш утрото ќе промени се. Утрото ќе промени се. Што треба да ни промени ово утро? Малку по-несварно време да имаме, така? Да, може би по свежо време и евентуално уште повеќе енергија за предизвиците со кои што денес ќе се соочуваме. Инаку проверивме каква време не очекува денес, каква е состојбата на патишта, продолжуваме со една интересна комбинација од денови, што се одбележуваат токму денес на 23 јуни. Имаш идеја што тоа може да биде? Ја подготвувавме емисијата горе-долу, ми напомена нешто вчера. Дека не знаеш. Не знам што Денес- може тоа да биде, кажи ми. Денес е денот на розевото фламинго, птица која што изгледа како да е дизајнирана специјално за Инстаграм. Нема шанси да не ви се допадне кога ќе ја погледнете. Долги нозев, печатлива боја, која што секогаш изгледа како да е на одмор. Да, всушност не знам колку сте знаеле, меѓутоа овие фламинга не се раѓаат баш вакви розеви. Карактеристичната боја ја добивале од храната што ја јаделе. Значи, фламингата ни се потврда што значи приказната ти си тоа што го јадеш. Значи, не сме биле далеку од вистината. Еве, уште една потврда. Сега тоа замислете да важеше и за нас. После неколку кафиња дневно до пладнесите ќе си бевме темно кафеави, например, како што јас пијам кафе многу. Да, немаше да има потреба да одиме на плажа. Од розовите фламинга се префрламе на уште еден интересен ден што се одбележува денес 23 јуни. Не знам дали знаете дека е денот на пуштање на работите да си одат. Идејата е да се ослободиме од работите кои што непотребно ни ја трошат енергијата, а добро размислете, има многу такви. Стари лутини, непотребни грижи, расправи од пред 3 години или облека, например, што стои во плакарот со надеж дека еден ден повторно ќе ни биде точна. Ние сме генерално македонците народ кој што тешко се разделува од предмети. Например, кај нас може се да ни затреба, така си размислуваме, од стар мобилен телефон до кабел за кој што никој не знае што е, ама сите сме убедени дека некако дома тој кабел ни е важен. Па добро, да, дефинитивно. Виновен, нели? Виновен е. Мора за нешто некогаш да имаме резервна опција. Имам такви зделички со се и се што не знам каде припаѓаат, веројатно припаѓаат во корпата за отпадоци. А колку пати ти се случило па кога нешто ќе фрлиш такво потоа да ти притреба? Да, секогаш ми треба од кога ќе го фрлам. Денеска се одбележува и меѓународниот ден на жените во инженерството. Ден посветен на сите жени кои проектираат, градат, пресметуваат и решаваат проблеми што повеќето од нас не знаат ни да ги изговорат. Иако инженерството со децении важело за машка професија, бројките полека се менуваат. Благодарение на инженерите функционираат мостови, патишта, мобилни телефони, интернет, па дури и утринскиот аларм што толку многу го мразиме. Ма што сме денес толку против утринскиот аларм? Да не, ето јас и ти тука сигурно немаше да видиме. Мислам дека моите соседи имаат против сега. Нели сите прозори се отворени на кип? Да. Наутро е тивко во 5 часот и кога звони алармот. Па не е лошо да старат нобудни, јас мислам дека немаат проблем со тоа. Добро утро, звук што се гледа. Денес сме 23 јуни 2026 година. Останете со нас. Седум часот и колку точно 41 минута, време е за денешните срекни вести, да видиме што се случуваше во Македонија, регионов, а и малку пошироко. Чест ми е да ја презентирам првата вест, која што конечно е доказ дека имаме малку и бенефит што сме надвор од Европската Унија. Баш. Граѓаните на Европската Унија се во паника, ќе се воведе фиксна такса од 3 евра за сите мали пратки што пристигнуваат од омилените кинески шопинг центри, како
Тему, како AliExpress и така натаму и така натаму. Прекрасно. Затоа реков конечно и ние ќе почувствуваме некој вистински бенефит од тоа што сме надвор од Европската унија. Социјалните мрежи во земјава веќе се преплавени со слоган и со предлози за нов државен слоган, вели Македонија оаза на бесплатната достава од Кина. Добар е слоганов, не е лош. Зошто да не? А веќе се подготвуваат и викенд тури за бугари и грци кои ќе нарачуваат пакети на адреси во Струмица и Делчево. Како ние на Историјата се времето. повторува, ете ќе ни доаѓаат повторно. И сега кој вели дека изолацијата не е луксус, среќен шопинг македонци и ако ние до сега одевме надвор од Македонија да шопингуваме, ете ќе си ги вратиме назад нашите туристи и купувачи. Шопинг туристи. Шопинг туристи ќе имаме сега. Да, а додека светските научници панично бараат лек за новиот бран на птичиот грип, за македонскиот граѓанин овој вирус е вистинско леснување. Со оглед на тоа што поскапе пилешкото месо и јајцата, вирусот е всушност најубавиот подарок за нашето мени. Особено на овие горештини, домати сиренце, шопска салата, летна манџа, храна која што нема криле, па не може да фати грип. И кој вели дека инфлацијата и птичиот грип не се совршена комбинација, на пример, за летна диета. Македонија, пријатен појадок. Да, ние споменавме кафе, а некој може би и појадува. Пријатен појадок и добро утро. И додека ние тука се бориме со скопските горештини, само 3 дена од летото, само 3 ден, а види што се случува надвор. За само 3 дена. За само 3 дена. Но нашиот тик-так ужива со потесното семејство на заслужен одмор во Норвешка. Така е? Да. Во Норвешка ни е тик-так. Последниве денови ни испраќа фотографии и видеа од недопрена природа, планини, езера и малите норвешки села кои што изгледаат како да излегле од разгледница. Така е, но како што обично видува, секое патување носи некоја своја мала авантура, а тик-так успеа да најде на еден неочекуван проблем. Зашто поточно станува збор, дознаваме во најновата видео порака која што ни пристигна. Еден од проблемите со кои што можеш да се соочиш у природа е овој лебед, кој што ги чува малите лебедчиња кои што се таму и пливаат. И сега ние имаме еден технички проблем, а тоа е како да продолжиме на патеката, затоа што кога се приближувам кон ова животно, гледаш како се спрема да ме нападне. И гледа на кај мене. И сега кога се приближам на кај него, гледаш, он се спрема да ме нападне. И ова сега ќе потрае, затоа што ќе потрае. Јас само сакав да прашам, најверојатно лебедот не го слушнал дека зборува македонски. Срамота. Ке каже, дошол овој балканецов и тука да ме вознемирува. Јас се прашам дали се уште е таму со лебедот, закон или помина. Сериозно познавајќи го тик-так, знам дека многу ги почитува и сака животните, ама дали успеа конечно да се врати, тоа ќе го дознаеме веројатно после емисија, да прашам каде е заглавен. Но ете гледате во Норвешка можеби нема сообраќаен медвеж, ама има лебеди кои што си ја сваќаат работата многу сериозно. Добро е што тик-так барем на видеото помина без последици, а лебедот добива чиста 10 за семена посветеност. Од Норвешка за денес толку, ние продолжуваме понатаму. А тик-так следниот пат ќе провери дали патеката е туристичка или семена зона за лебеди. Остануваме ние на тема животни утрово, малку ќе ве разгалуваме. Малку ќе ве мазиме. Не знам. Имаме што ќе се одличен случува. гостин во студио, да кажеме тоа име знам. презиме? Не. Не, Прво ќе ги слушаме два Бона и Лозано со минуси плюс, а потоа дознавате кого поканивме денес. Не само еден гостин, двајца. Да. Со придружба. Да, ќе ги најавиме. Радио 2, добро утро. Мене нема кој да ме спаси, да сум на дно. Ти среќна да си, барем да сум тој, што светла гаси уште една ноќ. Ти моја да си, да си. Кажи ми кај бевме ние, што све
поминавме. Не ке да бие, срце лънно ко зима е. Сјајот го крие, место да сијаме. Кога градот спие, дојди еден живот имаме. Јасно ми е мене, јас сум минус, а ти плюси. Згубени у време ко тие ко си кусти. Помтамо нарече, нема никад да ме пушти. Планини ке помести, зидови ке сруши. Лед ледена, удари сервира као ММА. Ако љубовта е игра, тогаш губам знак. Сите спомени во срце ке ги урамам. Нереално, како после се тоне овој брод. Нереално, креваш од дно. Мене нема кој да ме спаси, да сум на дно. Ти среќна да си, барем да сум тој, што светла гаси уште една ноќ. Ти моја да си. Дали си среќна сега без нас? Дали некој друг те гледа кој јас? И да знаеш се е празно сега без нас. Душава тажна, вришти без глас. Не бирам тајминг, само дај ги. Твоите лаги сладки се Драги од Кармин до You Love Me. Тие ноќи кратки се Телефон звони, но ми фали едно име. 1000 пораки, ни една да ме дигне. Пош си ко за мене, ти не си као сите. Иако си кармата што сака да ме стигне. Кога е средена кршат врат, тука е, бај се губи трак. Направи хаос ти пак и пак. А мене нема кој да ме спаси, да сум на дно. Ти среќна да си, барем да сум тој, што светла гаси. Добро утро, велам, како што и ти кажав, пораснав со тебе низ емисиите, па не само од овде, од секаде, па нема каде не те имам гледано и конечно денес ти ми гости, многу се радвам. Возам наваму и калкулирам, викам, од мојот прв договор со оваа куќа, кај што сум денес, мојот втор дом, веројатно, после зоолошка, официјален уште и немам, е 28 години. Браво. Да. Кога барав најава со одветна, иако си најава сам по себе, и мислам дека луѓето, ако не те знаат, не знам кај живеат. Некои чуваат, вели, куча, некој мачка, нашиот денешен гостин 10 години живеел со крокодил. Окей. Мислам, да не го земем ова како репер, за нормално. Далеко е од тоа, ама мојот кејф и мојата диагноза ме донесе до таму. Окей, мислам дека да сакаш премногу да бидеш во светот на животните и не е нешто страшно или диагноза, како што велиш, знам дека на шега го велиш, ама имам подготвено 10 брзи прашања за тебе, не знам како ќе се снајдеш, да видиме дали. Са бајлечки. Да, ми спомена нешто сега актуелно кое што го читавме вчера, после ова имаш друга работа. Ќе биде. Почнуваме. Кога никој ќе каже живеев 10 години со крокодил, тоа звучи како филм. Како изгледаше на кратко еден сосем обичен ден со крокодил во домот? Си стануваш, си храниш крокодил, си сецкаш месо, не може. 3 пати неделно. Како тоа си стануваш? Па не, пак ќе речем, тоа не е нормално и тоа не треба да е така далеко од тоа, ама мојата пасија и љубов кон животните веројатно ме донесе до тоа и веројатно и сега сум и на платен список, токму таму кај што припаѓам. Веројатно да, тоа е моето место. Едно многу старо интервју, мислам дека бев многу млада тинеџерка, веројатно разговараше за тоа кои ти биле првите животни кои што или инсекти што си ги чувал дома и знам дека кажа многу добро се сеќавам. Во Плакаров чував пајац, така беше, нели? Да, моите не ми дозволува, мислам, јас потекнувам од едно просечно семејство од Тафталиџе, кои немаат ваква пасија, ама веројатно пак ти речем, мојата изолираност од луѓето или таа моја посветеност на природата веројатно ме донесе до тамо и дури подоцна сватив дека тоа и не е баш така регулар хоби. Апсолутно не. Ама да, не е едноставно и не би препорачал дека секој треба да чува дома змија, не знам, желка, крокодил, што и да е. Тоа не е домашен миленик. Значи, тоа се исклучителни луѓе кои што имаат исклучителна пасија, можеби и мислам дека баш треба да се прочита доволно литература за да можеш да си дозволиш такво милениче. Сега имаш работено со лавови, носорози, слонови, крокодили, сигурно е оваа бескрајна листа. Ме интересира кој животно има најлош пиар, а нема причина за тоа. Освен моје рептиливе, јас би рекол дека тие се секогаш несватени и веројатно заради тоа сум застанал до оваа страна на реката за да можам повеќе да им објаснам на луѓето, а за да можам да бидам и месенџер на јазикот на животните. Мислам дека лавот е оној кој што исто така многу добро работи и на HR и на PR.
на деца знам кога ги правам моите едукативни тури во градината да речам кој е крал на животните? Лавот. И сега ние стално стоиме пред лавот и позади лавот спие. Викам, кралов, време. 20 сати на ден спие. 7-8 до 10 дженки ловат за него. Викам, он е и HR и PR, ама се презентира многу добро. Значи, лаве, а? Лавот мислам дека, да. Знам, читав интервјуа дека си живел во шатор среде африканската савана. Имаше ли страшен? Прво, прашањето ми е кој беше најстрашниот момент, ама имаше ли страшен? Се луѓе очекуваат дека нешто ќе кажаме скок на ме нападна. Веројатно во самата подготовка во кампот во Лимпопо во Јужна Африка кај што нели живеев и од тој период помина некои десетина години. Веројатно подготовката на тоа да вие како реагирате кога ќе видите диво животно кое нема бариера, не е ова зоолошка градина, ова не се тренирани животни. Не, апсолутно. За да вие нели уживате во нивното присуство. Веројатно да, фактот леопард кога ќе сретнеш е многу зезнато затоа што тие мачки се прилично фокусирани на тоа да ловат сами и се многу талентирани ловци, иако лавот очекуваат луѓе дека е нели кралот на саваната и дека тој ќе биде тој што напаѓа, тој е обично кукавица, па знае да се крие и бега или чека жени да скокнат за него. Ама и тоа е така. Тој обично спие, чува територија, гледа некои зебри ако дојдат, ама пак жени ви ги пушта да ловат за него. Значи ако е тука нешто епте некоја грицка да земе, ништо друго. Да, он има грива, он има круна, доволно. Се убав е, доволно што е убав, се не мора се Ама мислам дека луѓето беа тие кои што мислам најстрашниот факт кој што го видов, веројатно заради тоа што тогаш осети првпат разликата на бојата на кожата. Колку луѓето поинаку те гледаат и доживуваат заради тоа што ние како бели луѓе на тој континент многу време наназад сме го уништувале тој континент и просто луѓето се толку истравматизирани од белиот човек што вие колку и да докажувате дека вие сте добриот, дојден тука за нешто да помогнете, мислам дека таа траума се уште не следи, почнувајќи од деца па до возрасни луѓе. Така, на тема траума, што е полесно да стекнеш доверба кај животно со травматично минато или кај човек? Да, не е едноставно, да, затоа што работам со животни во зоолошки градини, тие имаат или голем дел од нив имаат некаква траума од животот со луѓе. Ама едно знам, работата во зоолошката градина на моменти разбуди некои демони во мене, кои што не ги имам запознато претходно во овие 40 и мислам дека да, ако речем дека што научив од зоолошката градина, а тоа научив колку луѓето можат да бидат животни, односно колку може да бидат диви и па и лоши. Да. За жал. Во вториот дел од прашањата имам едно кое што ми е многу симпатично и мислам дека ти најдобро можеш да одговориш на истото. Кој животно најмногу личи на македонците и зошто? Па лавот, нели? Лавот мислиш добро. Океј, се прифаќа. Се прифаќа. А што е најчудното прашање кое што ти го поставило некој дете во зоолошка? Тие се најискрените секогаш. Деца никогаш не глумат. Знаат да речат пред некое време ми се случи затоа што јас по договор сум зоонеговател. Значи не сум едукатор како луѓето грешат, ама многу често го минувам колегата, па сум и едукатор и аниматор и зоонеговател. Јас сега чистам антилопа, чистам камила, се брцкам со пингвини, смрткам на риба, на антилопа, на се помалци. Едно дете вика, бе мириса нешто. И ја викам, па мириса во зоолошка си, сега се правам паметен, вика не ти мирисаш. Или на пример има муабет како кака змија. Од каде кака змијата? Бе за не знаат, кај се наѓаат бебиња, ама тоа се прашања кои што и возрастните не знаат да ви ги одговорат, ама затоа викам, дури и мојата програма сега нешто како очекував дека ќе одговориш на тоа прашање, ама останавме без одговор. Муабетот е дека тие најчесто се тие кои што ми ја креираат програмата, затоа што нивните прашања се без филтер. Знам. Имав уште многу прашања, за жал време немаме толку. Само што ова сакам да те прашам. Ако можеш на еден ден да се претвориш во животно, кое би го избрал и зошто? Би било капи. Би било капи заради тоа што тоа ми е едно од омилените. Тоа е една малечка жирафа од Централна Африка која не сака да живее во група. Знаеш дека не те слушам, нели? Пристава да слушам кога извади. Преубава. Гледачите гледаат, слушателите веројатно се збунети. Ова беше Славица. Славица Иванова. Да, Славица Крсти. Може би Зорица, сега која видов колку е убава, може да биде и Зорица. Ај, добре. Добар ден.
Таа е поуплашена од тебе на волку рефлектор. Знам, ама е прекрасно. Во суштина е една од змиите со кои што си играм често по детски родендени, така да тие се оние кои што многу често го знаат, нели, овој шоу бизнис. Ние ќе продолжиме да се галиме, ама вие овде морате кратко да ни дадете пауза за да ги испратиме гостите. Многу ми е драго што утре беше тука со нас и ми е многу драго што запознав една прекрасница. Се дружиме пак секако. Бидете добри. Будењето никогаш не било полесно. Со насмевка, ведрина и звук што се гледа. Да не ме чепкаш со таа рака цел ден. Никако. Славица, прекрасно. Никако. Толку од ова издание на Звук што се гледа. Второ издание за оваа работна недела. Зорка продолжува на Радио 2 од 8 часот. Денес имаме поинаков вторник. Да, и слушаме поинаква музика која што регулар не би ја слушале на радио, а што поточно ќе слушаме, па нека биде мистерија. А колегата Пеца од Супер Хикс ќе го најавам денес со 10 часот во ритмот на денот. Ќе биде добро на Радио 2. Да. Ненад, Маријана, имам едно прашање до вас. Повели? Јас не најдов одговор. Од каде кака змијата? Јас ова никогаш не сум го поставил 38 години ова прашање. Дали некогаш сте го поставиле прашањето? Тоа ме интересира. Дали змијата кака? Не, од каде кака змијата? Кака? Од каде кака змијата? Не разбрав. Што слушнат? Тука ќе завршиме со комуникација за змијата. Проверете во студио да немате оставено во радио некоја змија. Односно Ване на одење да не искуствува. Овде вака нема. Поздрав, Ване, за тебе и за Зорка. Имајте убав остаток од овој ден, од ова утро, се разбира. А ние продолжуваме со сето она што е предвидено во рамки на Македонија. Наутро Малку и од рамки ќе видиме, дали со рамки веќе. Следуваат вестите на македонската телевизија во точно 8 часа. Така е. Со тебе љубов е и кога ќе се скараме, малку имаме, се од себе даваме. Со тебе љубов е и кога ќе се скараме, али понекад злото сами си го бараме. Тајни, тоа срце крие тајни, најди ме таму во него. Зајди, моје јасно сонце зајди, дај ми да бидам твое небо. А тири, тајку ме брате, дај све, не ми тагувај, дај фрли гајле. Свири, тајку да утре краје. Пие до забајле. А тири, тајку ме брате, дај све, не ми тагувај, дај фрли гајле. Свири, тајку да утре краје. Ради неја душа пие до забајле. Жени на балиле, кумови на пиле, срцево само една сака заборавиле. Подај ми наргиле, без ти ме раниле. Удав памет си, без тебе јас сум лабиле. А на ќе скини се од тебе, дај. Отвори карти, бебо, и не блефирај. На сите други само кажи бај. Само моја трај ти карта чекирај. Тајни, тоа срце крие тајни, најди ме таму во него. Зајди, моје јасно сонце зајди, дај ми да бидам твое небо. А тири, тајку ме брате, дај све, не ми тагувај, дај фрли гајле. Свири, тајку да утре краје, ради неја душа пие до забајле. А тири, тајку ме брате, дај све, не ми тагувај, дај фрли гајле. Свири, тајку да утре краје, ради неја душа пие до забајле. Мој си бора твоја мантра, луда и шармантна, нема друга варијанта, модна доминанца. Не ми мириси ми сканда, компас и команда. Без тебе ова срце ладно е ко санта. За тебе љубов е и кога ќе се скараме, малку имаме, се од себе даваме. За тебе љубов е и кога ќе се скараме, али понекад злото сами си го бараме. Тајни, тоа срце крие тајни, најди ме таму во него. Зајди, моје јасно сонце зајди, дај ми да бидам твое небо. А тири, тајку ме брате, дај све, не ми тагувај, дај фрли гајле. Свири, тајку да утре краје, ради неја душа пие до забајле. А тири, тајку ме брате, дај све, не ми тагувај, дај фрли гајле. Свири, тајку да утре краје, ради неја душа пие до забајле.
дечки си да сте слободни, готово. Фала ви.